Почитувани присутни, добар ден на Свечената академија по повод 30 години на Меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници. Драго ми е што еве се собравме во оволкав број и тоа најдраго ми е што тука меѓу нас се луѓето кои што го основаа овој фестивал. Тоа е доајенот на македонскиот фолклор, господинот Тофе Дракулевски, со поддршка од тогашниот директор, господинот Круме Брзанов, и ве молам за еден громогласен аплауз за овие двајца луѓе кои што навистина заслужуваат почит. Оваа свечена академија ја посветивме токму на 30 годишниот јубилеј, онаа традиција која што 30 години трае, се надградува и добива една друга форма. За жал, оваа пандемија не спречи да имаме гости од странски држави, меѓутоа ние на еден величенствен начин го осмисливме сето ова што денеска и утре го заокружуваме. На почетокот би сакала да искажам голема благодарност до стручните соработници на Детскиот културен центар Карпош, на уметничкиот раководител на Оро без граници 2021, господја Снежана Балканска, и на моите драги колеги кои што навистина безрезервно ја поддржа оваа идеја и како еден од највозрасните кој што учествувал во организацијскиот одбор, мојот колега Томислав Таневски. Па би замолила и за нив еден громогласен аплауз. На почетокот, иако е ден, ќе го проследиме интервјуто на оној кој што е идеен творец и секако јас како моментален директор на фестивалот, каде што едно кусо интервју имавме изминатиот период. Ви благодарам. Уживајте.
Културата и традицијата се богатство на секоја држава, на секој народ, а во генетскиот код се врежани песни и танци кои датираат уште од давнешни времиња. Секој народ има свој систем на вредности, односно специфични карактеристични обележја, верувања, обичаи. Тие исконски елементи, тие ноти и чекори со кои се гордее секој поединец, се како аманет оставени од нашите предци за поколенијата кои доаѓаат. Надополнети со традиционални носи и накид, представуваат вистински празник за сите наши сетила. Токму меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници е символ на пријателството меѓу децата кој 3 децении успева на уникатен начин да ги сплоти нашите најмили од различни краишта и вери. Фестивал каде се вкрстуваат културите, различностите, традициите, мелодиите, ритамот, љубовта. Приказна топла, силна, истрајна, радосна. Своите почетоци ги бележи во далечната 1991 година, формиран по иницијатива на тогашниот инструктор по фолклор Тофе Дракулевски, а потоа и уметнички директор на фестивалот. Главен покровител е Детскиот културен центар Карпош. Тофе Дракулевски со одредена доза на носталгија и растрепенен глас се сеќава на почетоците и начинот на кој овој реномиран меѓународен фестивал ја доживува својата кулминација. Тој за Орото без граници зборува како за своје чедо. Пред 40-50 години во нашава држава фолклорниот аматеризам уживаше голем респект. Во сите градови и населени места сегде имаше формирани културно-уметнички друштва, фолклорни групи, кои го негуваа македонското творештво стварано со векови. За сето тоа во голема мера допринесуваа и културно-просветните заедници, било општински, градска или републичка. Пионерскиот дом Карпош, велам пионерски, бидејќи во тие години така се викаше Пионерски дом Карпош, уживаше голем углед затоа што беше еден од најбогатите, најдобрите детски фолклорни ансамбли. Не само во Македонија, не само во Југославија, туку и пошироко. Би кажал дека чести гости бевме на Југословенскиот фестивал на детето во Шибеник, каде имавме можност да се дружиме со ансамбли од цел свет, али најмногу југословенски ансамбли. Кога се отвараше зградата на Обединетите нации во Виена, поканети беа 53 ансамбли од цел свет пред да се пуштат просториите. Ние како Пионерски дом Карпош бевме тамо овековечени и почестени да го отвориме и да го затвориме тој концерт, каде што настапија сите ансамбли. Во оној дом, во онаа сала, кај што се одржува оној спектаклен концерт на Виенската филхармонија. Сето тоа се круница и уште еден таков убав фестивал во Турција, во Анкара. Турската радиотелевизија беше домаќин на ансамбли од целиот свет. А ние, како еден од најдобрите ансамбли во Југославија, бевме чести гости во Анкара и во Измир. После неколку години од кога почнавме ние да правиме фестивал, фестивалот во Измир и во Анкара, која го одржуваа, а тие го одржуваат на 23 април, денот на детето. Тогаш ние ги одбиравме најдобрите ансамбли да ни дојдат на нашиот фестивал. Токму тие наши контакти
Из цела Европа, кај што не канеа, ми дадоа за идеја и ние да направиме еден наш фестивал, да им се реваншираме на сите овие гости кои што не канеа и ние да им бидеме домаќини. Мина времето, почнаа да се раздружуваат многу републики од Југославија, почна да се ситни и токму тоа ме доведе и на за нашето оро да го крстам Оро без граници. Затоа што орото навистина нема граници. Оро без граници ќе живее вечно. Мислам дека тие убавини кои што ги дава тоа дружењето на децата, на ансамблите од цел свет, кои доаѓаат сега не во многу голем број, али од време на време се проширува лепезата на гости од разни краишта и со самото тоа голем број од ансамблите од разни земји имаат можност да видат Македонија, да го запознаат нашиот менталитет, да го запознаат убаво нашето македонско оро, нашата македонска песна. Оро без граници било и ќе биде вечно. Орото го засакав уште од најраните мои години. Мојот татко беше многу добар играорец, па имав прилика да го гледам на 5 час свадби кои се одржува во селото. Тоа беше малтене цело село игра и пее. Токму тоа и мене ме привлече да го сакам македонското оро, македонскиот ген е во фолклорот многу силен. Карпуш бил и ќе остане како матица на децата кои што сакат да играат и да пеат. Она што е Бразил во фудбалот, тоа е Македонија во фолклорот. Детскиот културен центар Карпош постои веќе 73 години и е успешен репрезент на културата, традицијата и обичаите на нашата земја преку успешни настани и манифестации, допира до секого и на секаде. Сето ова е добро изменаџирано, бидејќи првиот човек на оваа институција, доктор Билјана Лалчевска-Серафимовска, своите пионерски чекори со оро и песна ги прави токму тука, а сега, од оваа временска дистанца, го осмислува и креира функционирањето на Детскиот културен центар Карпош. Оро без граници е многу значаен фестивал како за државата, така и за градот Скопје, кој впрочем е и генерален покровител на овој детски фолклорен фестивал. Оро без граници представува еден непресушен извор, богатство на традиции, разни култури, оро кој е символ на пријателство меѓу децата, оро кој не познава граници и ги сплотува децата од сите краишта на светот. Повеќе од 16 ансамбли учествуваа на Оро без граници, откако сум јас првиот човек на фестивалот Оро без граници, така што соработката беше прекрасна. Би сакала да ги истакнам ансамблите кои што во континуитет, откако сум јас, се присутни на нашиот фестивал. Тоа се ансамблот Каблови од Србија, кои што се 30 години гости на нашиот фестивал, впрочем и ќе добијат и една благодарница за нивниот континуитет. Понатаму имаме гости кои што се од Анкара, Турција, тоа е ансамблот Хаџитепе, кој што се занимава со изучување на фолклорната дејност. Понатаму, на наше огромно задоволство, имавме гости од Бугарија, Марибор, Грција, Елкелам, едно прекрасно семејство кое што се занимава со фолклор. Тие беа нашите гости, учесници кои што би сакала да ги издвојам во оваа прилика. Некогаш фестивалот беше од оние билтени кои што постојат во нашата институција,
и јас како директор, каде што можев да прочитам за сето ова, првиот човек на фестивалот кој што го иницирал и самиот фестивал е господинот Тофе Дракулевски. На моје огромно задоволство, тој е и мојот учител по фолклор, бидејќи јас исто така бев дел од фолклорната секција на тогашниот пионерски дом Карпош, сегашен детски културен центар Карпош. Фестивалот сам по себе бил концепиран да биде од ревијален карактер и да се одвива во 4-дневен престој на гостите кои што биле поканети. Таа традиција се уште е функционална. Ревијален е фестивалот, но би сакала да го истакнам она дефиле по кое што е препознатлив фестивалот, каде што се одржува низ улиците на главниот град и завршува на централниот настан, каде што изведби имаат сите гости учесници, а тоа е на плоштадот Македонија. Исто така би сакала да го издвојам како момент и она големо оро кое што се формира пред самиот централен настан и е дел од самиот фестивал. Фолклорот е банка на вредности која времето ја празни. Тој е овде меѓу нас и во нас, само треба да му дадеме шанса да се експонира. Секој народ своето обстојување го гради врз темелите на традицијата. Традицијата е таа која треба да биде длабоко проникната од нашето однесување, нашето говорење и културата на живење. Затоа, ајде да ја разбудиме свеста, за да го негуваме она што го имаме оставено во наследство од нашите предци, да изиграме 3 напред, 2 назад, да удриме со тапанот по ехото на минатото и да писнеме со зурлите во дослух со иднината. Со гордост продолжуваме и понатаму, преку орото кое не познава граници, да поставуваме темели за нови пријателства меѓу децата. И посакувам да имаме уште многу изданија од овој фестивал. Честит јубилеј! Благодарам за вниманието и сега во оваа прилика би сакала да ги истакнам и сите оние кои што дале свој придонес за развојот на Оро без граници. Ќе направам една ретроспектива, значи, како што кажав, директор на фестивалот од самото основање е господинот Круме Берзанов. Потоа на негово место директор на фестивалот од 2004 година е покојниот Богдан Андриевски, за да понатаму како директор на фестивалот се јавува господја Ружа Ѓорѓеска и секако на овој јубилеј сум јас како уметнички раководители кои што биле дел од овој фестивал и дале свој голем придонес. Тоа е господинот Јовица Блажевски, овде присутен, господја Снежана Балканска, како и моите соработници Оливер Настовски, Роберт Ангеловски, Марко Младеновски, Тијана Јаневска, Ленче Димовска, Никола Арнаудов и други останати кои што во моментов сега не можам да се сетам. Исто така во оваа прилика ние создадовме и една монографија за овие 30 години, каде што дел од вас дадоа и се сеќава на своите денови минати фестивалски, денови минати изминативе 30 години. Па ќе го замолам колегата Томислав Таневски како член на организацијскиот одбор да ни ја промовира монографијата,
А потоа јас ќе прочитам една честитка од нашиот драг колега кој што оправдано е одсутен, имаше исто така голем придонес во развојот на Оро без граници. Томче, повеј. Драги колеги, пријатели, другари, кога мислам на колеги, мислам на овие помладиве, кога мислам на другари и искрени пријатели, мислам на колегите со кои долго време работев. Едноставно, оваа монографија што ја имам в раце е можеби еден мал дел од она се што се случуваше на Оро без граници за овие 30 години. Да се има 30, да се слави 30 години јубилеја да нема монографија, тоа би било навистина штета. Да не се остави ништо зад себе, меѓутоа, еве со напори на директорката и наша поранешна и актуелна членка на фолклорот и љубител на фолклорната музика и на фолклорот воопшто, најдовме материјал за кој можам да кажам дека успеавме оваа мала монографија да ја направиме. Меѓутоа, тоа не значи дека оваа монографија и нема да се надогради, нели, како ќе идат натаму ќе се развива самото Оро без граници, така и ќе се изнаоѓаат и ќе се истражуваат сите оние години наназад и овие години нанапред што ќе идат, за да може да се зголеми на наредната веќе 35 години славење од оваа манифестација, од овој фестивал може ќе биде и дупло поголема. Работата е во тоа што многу спомени не врзуваат, посебно и мене, како еден дел од овој фолклорен фестивал, уште од мај 91 година, кога од минатиот век, значи единствен фестивал што зафаќа 2 милениуми на некој начин, едноставно во едно време невреме го направивме овој фестивал. И тогаш се одвојувавме од една силна држава во тоа наше време кога ние израснавме како генерација, нели? И сакавме да направиме да нема воопшто граници, да не се размислува за верска поделеност, за етничка поделеност, едноставно да се негува фолклорот како што се негува во сите држави и едноставно да се пренесе на децата во нашата република. Тоа беше еден убав момент за кој ќе кажам дека сепак најголемите заслуги ги имаат Тофе и Круме тука, како актуелни тогаш главни директори. Меѓутоа, еве што се случи после 30 години во едно повторно време го славиме овој јубилеј 30 години. Искрено се надевам дека и ова време ќе го пребродиме и натаму овој фестивал ќе биде уште подобар и уште подобар. Јас морам да напомнам дека покрај сите што се спомнавме овде, дека има уште еден колега кој многу има дадено од себе за овој фестивал, тоа е колегата Јордан Самарџиски. И ја би сакал, он неоправдано, како што кажа директорката, одсатен, меѓутоа јас би сакал да прочитам една негова кратка изјава што е дадена во монографијата. Тоа вели, беше тоа одамна кога бевме млади. Заносно влюбени во она што го работевме за доброто на децата од Скопје, децата од светот. Бевме вистински карпошовци на пионерскиот дом Карпош од Скопје. И тогаш, пред 30 години, во една од најлошите години, кога се восплати на лудничавата и братоубиствена војна, ние како ентузијасти, а можеби помалку и авантуристи, направивме едно големо Оро без граници, меѓународен детски фолклорен фестивал. И додека во некои делови на тогашната Југославија се пукаше во секакви оружје, во Скопје грбна тапанот и се поведе орото. Оро без никакви граници. Оро детско весело шарено. Се заигра тропна оро, гацулски танец, шумадиско, глуво оро, родопски оро и песни и така натаму, и така натаму. Ке имате можност да го прочитате. И за крај би сакал да напомнам
што не смееме да го заборавиме, за сите овие 30 години имавме значајна поддршка од повеќе медиумски куќи и новинарски куќи. Едни од најповеќе што не следеа до сега во сите активности е детското списание што излага при нашиот најголем вестник Нова Македонија, тоа е Колибри. Би сакал да и се заблагодарам и на уредникот на Колибри што еви денес не удостои да дојде и се надевам дека од кога ќе ја добие оваа монографија ќе има што да пише во Колибри како еден јубилеј званичен кој не само што вреди за град Скопје, за институцијата во која работиме, за децата, туку и за пошироко. Благодарам, Томче. Еве и честитки упатува, како што кажа тука присутните, и госпоѓа Елена Старделова, која што беше една од тимот кои ја го оснива овој фестивал заедно со Круме и Тофе. И јас искрено сакам да ја прочитам пораката што директно Јордан Самарџиски ми ја испрати, односно ја испрати и се обрати на сите вас. Вели вака: мои мили и драги, мои почитувани, пред 30 години се роди идеја од која се роди фестивалот. Се роди Оро без граници. Материјата се менува, старее, идејата расте, се надградува и е вечна. Нека ни е вечен и фестивалот и овој 30 годишен јубилеј. И како што е редот, сега на сцената ќе ги поканам господинот Тофе Дракулевски, господинот Круме Брзанов и госпоѓа Ружа Ѓорѓевска за оваа прилика да им доделам благодарници за развој и придонес за овој фестивал. Ние направивме и една прекрасна статуетка која што ќе биде спомен за овој 30 годишен јубилеј. Повелете. Благодарам, нека честит јубилеот и уште една сакам да им честитам на основачите на господинот Круме Брзанов и Тофе секако и за прекрасната организација на сегашната директорка. Нешто што траело 30 години секако ќе се одржи уште понатака и ќе се развива. Благодарам. Нешто професионална деформација. Морам да се заблагодарам и на Јоцо и на Жане, бидејќи 7 години со нив го играв орото. Јас само имам една желба, орото никој пат да не престане. Се играло, се игра и да се игра уште векови. Македонија е прва во светот со фолклорот.
Сега на сцената го поканувам Јовица Блажевски и Снежана Балканска, уметнички раководители на Оро без граници. Аплауз. Морам да кажам, реков нема да се обратам, ама морам да се обратам. Може дека сум дете на Тофе, а и директорката до мене секогаш сум имала луѓе што ме учеле и како треба и што. Прво да кажам да се обратам до Тофе, бидејќи да не беше Тофе нема да стоев денеска јас тука. Заборавив да кажам кога беше концертот на Танец Простата мој учителя. Исто и Круме многу да го поздравам, имавме многу години на соработка и се. Многу убави години со директорката Ружа и многу емоции. Благодарам на домот, на вработените и ви посакувам уште многу години успех и орото да трае како што рече Тофе. И уште едно заборавив, мене во домот ме донесе мојот колега Јоцо. Благодарам. Пред се сакам да кажам дека се радувам што сум дел од оваа приказка. Спомнавме многу луѓе тука. Јас се заблагодарувам на оние кои се работува долги години. Посакувам, како што дава во мојата изјава за монографијата, орото трае вечно. Споменавме еден човек кој за жал веќе одамна не е меѓу нас тука, тој е директорот Богдан, меѓутоа навистина мора да споменеме на личност, кој исто така не е тука меѓу нас, а мислам дека даде голем придонес во развојот на овој фестивал. Тоа е мојата омилена, се надавам и на многу вас, тетка Богица. Еден аплауз за неја. Саканите имаат само дата на раѓање, така што нашата драга Боге и нашиот драг Богдан се денеска со нас. Во оваа прилика, овде, меѓу нас е единствениот човек кој го поддржува детскиот културен центар Карпош, човек кој што е од далечната Холандија, човек кој што се занимава со изучување, односно со македонскиот фолклор и традиција, и на моје огромно задоволство сакам да му оддадам почит и признание на нашиот Мартин, кој што е тука меѓу нас, допатува од Холандија специјално за Оро без граници. Еве го Мартин и Тофе, ве молам овековечете оваа преградка, бидејќи тие двајца имаат многу што да кажат за македонскиот фолклор. Одлично, Мартин повели. Ова е една благодарница од Оро без граници и ова статуетка да се сеќаваш на овој фестивал. Ја дојдем тука не знам колку години. Знам зама прв пат беше 64-та година. Тоа беше прв пат во Скопје. И после стално во прилика секој година. Еден од моји првите учител за македонски фолклор, благодарам многу, Тофе Дракулевски. И ја сакам да кажа да посакувам многу успеси и за добар
работ и ори само напред. Благодарам многу. И секако, на сцената наеднаш ќе ги поканам нашите сегашни соработници, нашата сила која Орото го тера напред. Во услови на пандемија да се создаде нешто вакво, навистина е величенствен чин кој вечерва ќе имате можност да го проследите во Куршумлијан од 19 часот, а исто така и утре во Куршумлијан од 17 часот. Ги поканувам на сцената Оливер Настовски, Роберт Ангеловски, Марко Младеновски, Тијана Јаневска и Никола Арнаудов. И ве молам вистина за аплауз на овие млади луѓе кои што во срцето, и Ленче Димовска, извини Лена, не те видов, и Ленче Димовска, значи во срцето им е фолклорот, така што еве и една благодарност од наша страна за сето она што го прават за македонскиот фолклор. Ние и како помлади соработници, како помлади ни е многу чест, пошто 30 години, а од нас нема никој 30 години, така да ни е многу драго што сме дел од една ваква приказна, која се надевам, ќе дадеме се од себе, сите млади се надевам во секоја име од сите нас млади, дека ќе продолжува уште многу понатака, дека ќе извадиме млади кадри кои што ќе може да го продолжат ова и нормално се надевам кој што се гордеете вие, ќе се гордееме и ние со помлади. Благодарам. Нашата свечена академија заврши. Уживајте во миговите овде. Еве, сеќавајте се, споделувајте убави моменти, ние младите да можеме сето тоа да го забележиме и да одиме по патот по кој што вие го трасиравте. Ви благодарам и уживајте.